Почитувани гледачи, вие го следите најновото издание од емисијата Мој став на интернет фреквенцијата на М телевизија со мене, вашиот домаќин Викторија Петровска. За денес имаме една секогаш актуелна тема, образование, реформи во образованието, се она кое што се случуваше и ќе се случува во сегментот на образованието. Мојата денешна соговорничка и гостинка е госпоѓа Наде Молеровиќ, долгогодишен учител, наставник, директор, мотивацијски тренер за личен раст и развој, човек кој што постојано и актуелно ги следи состојбите во образовниот систем. Госпоѓа Молеровиќ, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Мој став на интернет. Јас многу ви благодарам, поготово да бидам дел од оваа ваша убава емисија. Како сте на самиот почеток? Релативно ни е многу топло. Ама убаво, се убави луѓе секогаш. Убави луѓе, така, и убави теми, секако актуелни теми. Пред да ја договараме емисијата, ми споменавте мојата омилена тема образование, меѓутоа колку темата образование денес е омилена, интересна и колку образованието е навистина на вистинското место и на вистинскиот пат, ќе проговориме нешто повеќе со вас. Во мојот концепт, како прво во фокусот ми е државната матура, која што чист скандал со државната матура одек на деновиве, имено како да стана пракса веќе она што се случува со полагањето на државните испити, се препишуваше, па беа донесени одлуки комисија да утврдува како ќе се решава случајот. Еве, ајде од еден професионалец како ќе го искоментираме тоа? Јас мојата кариера како професор ја почнав во средното образование. Меѓутоа потоа продолжив како директор па во основното образование, меѓутоа ги следам нештата што се случуваат, бидејќи како сами кажавте, образованието е секогаш треба да биде тема секојдневна на разговори. Мислам дека ние така ја допираме, вас ви благодарам што ја отварате, навистина е многу значајна. Секогаш кога ќе спомнеме образование, ние треба прво да гледаме едни весели, насмејани лица кои што со задоволство би оделе на училиште. За жал тоа не ни се случува и јас сум сведок затоа што мојот контакт е навистина секојдневен и со ученици и со родители и можам да забележам што се случува. Всушност дека знаете, ние се уште ја имаме она перспектива за образование кој што некогаш било во 19-тиот век. Знаете, кога ќе видите не само кај нас, неги во светот воопшто, значи перспективата за образование, за училиштата како институции многу е променета. Со технологиите, нели, со моките да го имаш знаењето и информациите на дланка, меѓутоа методот на учење и како нашите деца да учат, тука сме навистина многу слаби, а тоа си земам за право да кажам ни се слаби заради резултатите што ни се слаби во однос на нели постигнувањата на нашите 15 годишни ученици, некои се во средно училиште тогаш, некои се во основно и имаме една оценка дека ние не само што стоиме, него ние назадуваме во поглед на колку децата наши умеат тоа што го читаат да го разберат, да го протолкуваат и да одговорат соодветно. Значи тие тоа не го разбираат. Повеќе од 70% од текстот кој ќе го прочитаат не го разбираат. И сега доаѓам до она прашање за околу матурите. Знаете, државна матура или завршна оценка, тест за припремен на транзиција од основно во средно, на високото образование, го има во светот како еден модел. Меѓутоа, она што ние го пропуштаме во образованието е тоа да кај децата ја наметнеме, како да ви кажам, љубопитноста, желбата за учење, да имаме пристап онаков персонализиран, затоа што сите деца во една паралелка од 30 не се исти. Секој е посебно, секој бара еден индивидуален пристап. И ние тука сме ги ставили, сме го укалапиле сите во едно. И наместо да ги учиме децата како да учат, и како во процесот на стекнување на знаење да го чувствуваат задоволството и радоста. Затоа што знаете, Викторија, процесот на учење вие кога и ние и јас кога ќе стекнам нешто ново, имам радост, чувство. Така треба и децата да чувствуваат. Сега, во ова општество каде што се свело само на една форма, каде што се битни оценките, ние гледаме дека тоа не успева оценувањето и упорно го држиме тоа како мерка дека доколку ги има сите петки, тоа дете може да оди во средно образование. Не
не сме ги подковале со вештини за себе како личен развој, како како да ви кажам, една вештина да детето се стреми да научи нешто и тоа да биде негово. Знаете, да ги научиме на оние вредности, да бидеш свој, да бидеш автентичен, да бидеш честен, да бидеш искрен, да се трудиш ти да стекнеш знаење, а не да добиеш само оценка. И сега го имаме, еве, токму ова. Така, меѓутоа ќе се сложите дека токму некои од факултетите и ги бараат тие сите петки, не знам, целосно, комплетно, одлични ученици. Дали според вас е подобро да постојат оние приемни испити на факултетот кој што ќе го одбере можеби средношколецот, отколку државната матура која што несомнено представува и стрес за ученикот? Апсолутно дека е стрес. Да, се согласам со вас и вие вистински го поставувате прашањето. Дали ние треба да ја промениме политиката и на оценување и политиката на запишување на ученици од средно во основно во високо образование. Така. Тоа што значи? Значи, ако на децата ги релаксираме од стресот, значи, знаете што, еве вака ќе одам прво, затоа што ми е комплексно прашање, а сакам да бидам конкретна. Нашите деца кога завршуваат основно образование, пропустот во моделот на оценување, затоа што наставниците не се поинаку тренирани, тие не се виновни. Знаете, се оди, како велиме ние, и технологија, и имате голем број на ресурси, значи можете да читате, можете да видите, да откриете што е добро, кој начин на оценување е добар. Значи, нашите деца сега кога се оценуваат, тие добиваат оценка, така петка. Добил петка хемија, петка географија, петка историја и дури, знаете, не добива детето повратна информација. Што за него значи оценката ако ја добие петка? Дали ако добијам петка по сите предмети, како ученик и како родители сме запознаени што нашето дете поседува како квалитет, како знаење, како став, како вештина во дадениот предмет. И се знаете, сите завршуваат со петки, а всушност никој не знае или ретко кој знае во што сум ја добар како ученик во тоа училиште и каде треба да продолжам понатаму. Значи, ако ја промениме системот на оценување, за кој што јас упорно постојано зборувам дека овој систем на оценување што го имаме денес е апсолутно некорисен, е стресен, не дава никакви резултати во смисол да биде поттикнато детето да работи на своите слаби или нели на своите, не би рекла ја, слаби страни, туку на нешто на што би требало да се подобри, затоа што нема кој тоа да му го укаже. Затоа што и нашите деца кога завршуваат и основно, па сега кога ќе завршат и средно образование, тие самите за себе не знаат во што се добри и каде би требало да продолжат. А поготово што имаме пропуст, барем мислам дека го имаме, затоа што еве нели ги следиме нештата, например немаме ние за децата кариерна едукација, да речеме уште од кога почнува од четврта година и веќе континуирано да се следи интересот на детето. Ама како? Кога ќе разговарате со неговите наставници. Па да има за секое дете како едно портфолио, наместо да се тепаат за оценки, да му кажете ти, за да добиеш оценка од тројка на четворка по дадениот предмет, треба да посветиш внимание повеќе на тоа, на тоа, на тоа. Ама тоа, Викторија, е вештина. Вештина на наставникот, кој што ќе треба да умее да оцени, за да има еден, знаете како, да има еден преглед и да има моќ и можност да ги оцени сите деца. Вака 30, 20 и кусур деца, само со оценки тоа дополнително нашите деца се наоѓаат по стрес и се согласувам со вас, да ги пуштиме децата, да си се пронаодат, да си се пронедат, да им бидеме поддршка во секој поглед. А ако има интерес за математика, а можеби општествените науки не толку го интересираат или не е толку нели надарен да кажеме, да му се посветува повеќе со проширени програми по дадениот предмет. И кога вие на детето му кажувате ти си тука добар, внимавај или што мислиш и да се разговара, тогаш би била сосема друга перспектива. И децата точно ќе знаат со завршување на четврта година. Јас сакам да одам да студирам можеби информатика или ќе одам на правни науки. Ама тука сме ние како систем, како образование кој што треба на децата да им покажеме и да им нели помогнеме во нашата формулација за што сме добри. Иначе вака имаме само стрес, имаме само една ситуација на конфузија, едно нарушено ментално здравје. Знаете колку деца има што не спијат, затоа што се доживуваат и сега со целата оваа ситуација нели препишувале што не е во ред. И сега знаете ќе ве претресува, тоа е нешто што не е
Не е норма, не е пријатно за децата. И ние ништо тоа не го прашуваме, него како едноставно да ни е тоа, знаете, како тоа да ни е втор план, прв план ни е дај да видиме да не ги фатиме да препишуваат. А не е тоа целта. Така, и јас сметам, еве, од мој аспект, дека државната матура не ги дава точните резултати, односно оние вистинските резултати. На крајот ќе се сведе дека оние кои што препишуваат ќе излезат со подобри резултати од оние кои што континуирано си учеле во текот на целата учебна година. Колку, госпоѓа Наде, самите активни чинители во воспитно-образовниот процес, од една страна наставниците, од друга страна и родителите на самите ученици, колку се заинтересирани да се смени од корен сета оваа состојба која што ни се случува во образованието. Ќе ве прекинам пред да продолжиме. И родителите, знаеме дека има и од родители кои што самите тие реагираат доколку нивните деца имаат пониски оценки. Тие го прават најголемиот притисок. Прават притисок врз наставниците. Како да се изменаџираат на најдобар можен начин овие работи? Знаете како, Викторија, јас мислам дека ние се уште ни недостасува прво, немаме добри комуникации. Сме многу, знаете како, ние мислиме дека комуникацијата само јас и вие да си разговараме. Како ќе разговараме? Дали ќе се потпрашуваме? Дали ќе се согласуваме и како ќе направиме ние да ни тече, нели, да ни биде корисна и добра информацијата? Ние не сме едуцирани за тоа толку добро. Еве гледате и по начинот на кој што се однесуваме и во јавност, како се разговара, гледате, не умеат да се сослушуваат луѓето, него сите зборуваат, да се докажат и така натаму. Значи, ако нас ни недостасува прво една добра, нормална, флексибилна, толерантна комуникација, каде што ќе се прифаќаме сите со својата различност, и да знам дека вие имате сигурно сосема друг поглед од мојот, и тоа да ми биде нормално дека тоа така треба да биде. И сега, знаете, мислам дека освен комуникацијата што ни недостасува како една вештина која што се учи цел живот, тоа не е нешто дадено или го знам, него се учи цел живот. И сега, ако децата веќе ни поаѓаат во училиште, втората работа за која што мислам дека сите треба да учиме многу повеќе, а тоа е како да пренесуваме информации. Значи, пренесувањето на информации не е исто една многу слаба алка. Еве пример ќе ви кажам. Кога ќе праќате пораки или кога ќе праќате мејл, дали вие добивате веднаш повратна информација? Не добивате од сите. Ви треба време да помина. Јас знам студенти кои што да полагаат, кои што ми се блиски, кои што бараат одговори од своите професори, не го добиваат по 3-4 месеци. Така. Дали го сметате дека тоа е нормално за да вие еден ученик или студент го ставите на позиција да тој не знае што да прави со себе? Ние најчесто сме ставени да не знаеме што да правиме со себе, возрастните, и замислете кога на децата не им ги кажуваме и не ги инструираме, не им даваме инструкции со самото влегување во училиште или во училница, што се очекува од нив. Истото и до родителите, кога системот, училиштата ќе излезат со јасен став и ќе им кажа: родители, ние од вас очекуваме тоа. Значи, вашето интересирање за децата може да го направите на овој начин, вака, никако да доаѓате, нели, под притисок со, нели, имало и физички пресметки кога што читав сега деновиве. Значи, што сакам да кажам? Ако заеднички интерес ни се да произведеме едни деца кои што ќе бидат и среќни, и релаксирани, и мотивирани да учат и да напредуваат, значи тоа треба да биде цел заедничка и на родителите, и на образованието. Ако тоа треба да ни биде заедничка цел, тогаш ние заеднички мора да ги поставиме и правилата, ама да ги поставиме и очекувањата. И сега кога постојано не е само да реализирате настава и час, нели, по секоја цена ова морам да го завршам, него малку повеќе на тие социјално, емоционални вештини, каде што, знаете, секој сака да знае што ќе му се случува ако доаѓа на училиште со часовите. Ме разбирате? Ако сум јас професор по историја или граѓанско или било кој, кога моите деца доаѓаат во училница, пошто тоа треба да биде една безбедна, една релаксирана атмосфера каде што тие во мене ќе гледаат авторитет за почит, затоа што јас така ќе се однесувам кон нив. И кога ќе им кажам: дечки, од вас очекувам тоа, очекувам да навремено решавате, навремено да доаѓате, навремено да се однесувате пристојно, ако тие знаат и јас држам доследно до моите очекувања, тие ќе го почитуваат. Ме разбирате? Се имајќи во предвид дека сите сме различни, дека имате наставници кои што се и преоптеретени, ја верувам дека 99% од нашите наставници времето им се зима само за непотребна администрација, која што само се
Знаете, само со харти, значи само една форма која што не бара содржина. Нашите деца бараат јасни правила, јасни очекувања. Очекувам кога ќе добиеш тест да ти ја образложи, да детето треба да знае ако го добил тестот, а не вие да му дадете на незакажано тест. Ме разбирате? Так. Значи колку има кои ќе дојдат дете на училиште, не им се соопштува дека ќе правеле тест, па да бидат подготвени за што ќе биде тестот, па кои би биле од прилика прашањата. Не е работата не ја да го фатам како не знае. Се уште мислам дека поентата на многу од нас е да ги начекаме нашите деца кога не знаат, затоа што мислиме дека знаењето е нешто што е ексклузивно право само на наставникот. А мислам дека знаењето го имаме сегде, нели? Така, како да се стави точната граница помеѓу авторитетот на учителот, на наставникот и помеѓу стекнатата доверба од страна на самото дете? Ке се сложите дека повеќето деца, еве конкретно во основците, каде што имате предавано и вие, дека гледаат можеби и страв во некој од авторитетите од наставниците? Знаете, стравот постоел некогаш во 19-тиот век. Јас така гледам. Децата не треба да имаат страв, децата треба да имаат почит. И тие точно тоа го прават и се однесуваат онака како што наставниците се однесуваат кон нив. Тоа е еден реципроцитет. Значи, ако јас го почитувам и го се обраќам со должно внимание, го слушам што сака да ми каже, го прашувам, затоа што вистина ми интересира до каде напредува во мојот предмет, што мисли дека му е пречка, како да ја надминеме. И тој ако види дека јас на вистина со целата своја, како да ви кажам, и професионалност, и со целата своја љубов кон професијата, тој тоа го цени. Јас немам потреба ниту да кревам глас кога ќе одам во училница, немам потреба да, знаете, тој нема да сака да ве разочара детето. Кога ќе види дека вие го почитувате, го сослушувате. Тоа, знаете, кога ќе го пофалите, ние сме многу скржави во давање на убави зборови. Еве, можеби и вие се сеќавате, меѓутоа секој очекува за неговата работа, особено децата, нели, ако се трудат. Па секој очекува да му каже, ова ти е тука, додека дојде до овој дел, ти супер го направи, ајде малку повеќе време да вложиме за ова, ајде да видиме сега како тоа. И кога тој гледа дека вие се трудите нешто да помогнете и сакате да биде тоа подобри, му кажувате каде да се подобри, не општа оди читај таму, ако си се снајдеш ти. Тоа не е информација, тоа не е наведување, тоа не е како да кажам, тоа не е насочување, на нив им треба точно јасно наценување. И децата, тоа од искуство ви го кажам, почитуваат и учат само кај наставници кои што ги сакаат. Убаво кажано. Во текот на изминативе години се сменија повеќе министри за образование, се направија повеќе реформи, кои вродија, кои не вродија со плод. Каква е состојбата, реалната состојба денес со македонското образование? Многу полоша него што мислиме. За жал. Знаете како, јас секогаш сум била гласноговорник и сум ги кажувала своите ставови, затоа што без да, знаете како, ќе ги соопштам моите ставови од професионалниот аспект и како професор и како директор, и сум била тука многу отворена и прецизна, не сум имала чувство на страв дали некого ќе навредам, затоа што сум бирала зборови како да ги кажам недостатоците за кои што мислам дека треба да се подобрат. Значи, не ги кажуваме или барем јас не сум ги кажувала за да некого навредам, меѓутоа за да укажеме дека некои реформи, дека некои процеси се штетни и не се добри за нашите деца и нормално потоа дека за целата држава не се окей, ако вие немате, нели, дете со силна самодоверба, кое верува, кое знае, кое сака да учи, тогаш тоа сме ја пропуштиле таа цел. Многу ми е жал што, знаете како, прва, и секогаш ја кажам, и сега ќе ја кажам. Значи, од секогаш во Министерството јас не се сеќавам, можеби ќе треба да се сетам, значи, никогаш не биле креатори на политики први луѓе во Министерството за образование, луѓе кои што чекореле низ коридорите на училниците, кои директно поврзани, кои што директно го чувствува проблемот како е да ти со деца од 20-25 деца, нели, да бидеш да создадеш еден микропростор, немаш контакт со родители, немаш контакт со, нели, со директор, немаш контакт со се она што значи една заедница. И сега знаете, од таквото непознавање
Потоа, вие мора да слушате некакви советници, меѓутоа сепак одлуката е на министерот тоа што треба да ја донесе. И сега ваквата промена на многу министри, на непроверени во смисол на реформи кои што се спроведувале, меѓутоа за кои што сме немале повратна оценка, затоа што за све треба да имаме повратна оценка, нели? Како ни поминала Кембридж? Катастрофа, затоа што не продолжи во средно образование. Потоа, како ни поминуваа новата? Нема учебници, гледате, немате елементарни нешта. Потоа немате, како да кажам, немате кадар кој што морате прво кадарот да го наоружате и со знаење, со техники, со методи нови кои што се во светов, кои што нели се практикуваат и се гледа дека има успеси. И нешто што мене исто многу ме, како да ви кажам, ме замислува и се прашувам, кога имаме толку многу меѓународни тестирања, например ОЕЦД, нели она што е организација на земјите за развој и за економија, што на светско ниво прават оценување какво е генералното образование, како овие денешни млади дали се подготвени да работат во нели на пазарот на трудот, да се нудат со својот квалитет, вештини, знаења, компетенции, бла бла бла. Ние ги добиваме оценките на двојка. Ево ова што ви кажав, дете што не разбира што чита. Па што очекуваме ние, Викторија, од дете кое што не знае да чита? Утре треба да ви донесе некаква одлука. И лично за себе нема да донесе. Зашто? Затоа што не ги разбрал содржините. А вие елементарно ако не разбирате што читате, тогаш чуму да одиме понатаму да учиме. Значи, ако тие меѓународни извештаи, па и на УНИЦЕФ, па и на Светска банка, па и, значи имате толку многу извештаи кои што ви кажуваат, во ова сте слаби, имате вакви резултати, вашите деца не знаат да читат, вашите деца не умеат да ги применат знаењата надвор, значи тоа се процентуално, да речеме 70-80%, да имате двојка. Ако нашата држава има 400 и нешто како коефициент на постигнати резултати, значи просекот е негде околу 500, па видете ги земите од Сингапур, Кина, тие се над просекот. Значи Словенија не е над просекот, Словенија е подобро од нас, ние сме само подобро од Албанија и од Косово. Што сакам да кажам? Оној кој што раководи во процесот и во системот на образование, прво јас што би направила? Чекај бе да видам во што не сме добри. Па ако не сме тука добри, па ќе прашам некој што е подобар. Па како успевале тие да го направат тој систем? Значи, ако сакаме да си се погледнеме, јас секогаш викам и наставниците треба да се преиспитаат. Секоја завршување на учебна година треба да се чека дали ја оваа година успеав да направам тоа што јас очекував од овие деца. Или само ни поминале деновите, како што ни поминуваат, нели, и сме создале едни генерации кои што се прво несигурни во себе, знаете, живеат во време на технологија, се изгубени, затоа што не знаат како да учат, што ние не сме им кажале како да учат, него ние само им поставуваме прашања, ние не дозволуваме тие да прашуваат. Допира ли до оние каде што треба да допре вашиот глас, вашите можеби активности, еве ќе ги земам социјалните мрежи каде што сте гласна, допира ли онаму каде што треба да допре тоа? Викторија, јас не сум слушнала дека тоа допира. Јас не себично споделувам искуства и на нови директори, зашто сум држала обуки на директори, на наставници, значи го споделувам она искуство персонално, професионално. Прашањето ми е дали ви пристапуваат, еве конкретно да прашаат? Не. И знаете што уште ќе ви кажам? Еве, затоа што тоа ми е познато, ја не очекувам некој дека тоа ќе. Јас ја вршам само својата општествена одговорна функција. Да кога ќе остарам повеќе, да речам, Наде, дали ти направи се што можеше да направиш таму каде што делуваше или спиеше? Јас сакам да направам, да зборувам, да кажувам, да укажувам, да сугерирам, свеста да ја подкренеме, не дека знаете како, ќе направиме, не, вистински да го реформираме образованието, да најдеме која ни е целта вистински, знаете. Она што ми викате дали некојаш ве прашале, па еве ќе ви кажам едно искуство. Од 2000 година ние 5 наставници од Македонија, заради познавање на англиски јазик, ние 3 години поминавме на едукација низ европските градови. 3 годишна едукација во стручно усовршување во секој поглед, и за учебници, за нови наставни методи, за надгледни средства. Па пишувавме учебно помагало кој што е меѓународно овдека. Знаете што? На луѓето кои што беа од таа европска асоциација Евроклио денеска работи и ги обединува сите наставници по историја од цел свет каде што споделуваат искуства. Токму тие, директорот на Евроклио
во 2005-2006, не се сеќам кога, ги повика министерствата во тоа време, че еве ги имате луѓе кои што го работеле, се обучени и извршиле обуки на многу наставници. Јас преку 350 наставници во тој период само едуцирав, односно трениравме за нови, она што сме го научиле таму. Так. Никој Викторија ниту не повика, не дека, знаете како, некој го сваќа тоа како, како да не сега јас нивки, леле, како да не они, знаете како си даваат на значение дека можеби некој од нас би се чувствувал нешто поголемо. Не, дајте тоа што сме го научиле и што го знаеме да го пренесе. Никој тоа не го прави и јас викам добро, окей, нека не го прави, јас ќе најдам начин како ќе ги споделувам овие искуства. Да, меѓутоа ќе се сложите со мене дека она кое што го објавувате еве конкретно на социјалните мрежи навистина допира, еве ќе земам до родителите, можеби и до сите оние кои што ве следат вклучени во целиот тој образовен процес, колеги, наставници, гледам по реакциите. Да, знаете што, родителите се апсолутно клучните преска кога кажав, ако училиштето си каже што очекува од учениците, што учениците треба да очекуваат у школа, прво оделение, што треба да научат, не да учат глупави содржини кои што не му е значајно знаењето. Значи, те се прашам, ја викам ако сум наставник ќе се прашам, добро, ова што го предавам денес, му служи ли за на улица? Му служи ли за во животот? Ако гледам дека не му служи тие бројки, тие имиња, тие години, тие глупости, па нема да го оптеретам, подобро ќе разговарам за нешто што можеби децата ќе сакаат да го слушнат, со нивни договор. А родителите, мислам дека дополнително, нека ми простат, јас сум многу отворена, дека ретко ќе најдете родители кои што навистина ќе речат јас го оставам во училиште, поддржувам се што мислите дека треба за доброто на моето дете. Напротив, имате родители кои што во училиште гледаат како најголем непријател, како најголем некој кој што е, нели, некој не се грижи за нивните деца и постојано е тоа под некоја негативна енергија, за која што мислам дека се отежнува работата. Значи мораме тука сите заеднички да речеме децата ни се цел. Која ни е целта? Среќни деца. Среќни деца за да учат понатаму. И секој родител можеби да си признае за своето дете каде и зашто го бива, да не ги форсираме децата да бидат се. Апсолутно. Апсолутно, па знаете што? Па замислете се, Викторија, ако јас го форсирам детето да биде фудбалер, а тој не сака да биде, тој сака балетан можеби да биде, ме разбирате? Ама проекцијата на родителите, нивната замисла, ние прво мора тоа да разбереме дека децата не се нашата сопственост. Тие дошле само преку нас. Ние сме нивните водачи, ние сме нивните поддржувачи. Кој ќе рече сакам тоа да бидем тука, знаете, вака само како една ветеров да него, како една млада фиданка и ветеров да него раздвижа, да му бидеме тука, а не да ги проектираме нашите желби, а уште полошо, она што велам дека треба да се промени како начин на оценување, а тоа е за кој што ви гарантирам, тоа светската пракса покажала. Знаете, во едно оделение, ако ние ги учиме децата, гледате, цело време сме стрка со оценките, така? Замислете дете, веќе од второ, трето оделение, во оделението, од домом вика да бидеш најдобар, ти треба да бидеш ова, ти треба да бидеш подобар да бидеш од Леон, ти да бидеш подобар. Замислете сега, ние создаваме едно дете кое што на твоето другарче до него, кога ќе добие некогаш подобра оценка од него, тој во него треба да гледа како некој кој што му е конкурент. Значи, кога вие треба да се радувате дека некој не успева, тоа се болни чувства. Тоа води кон ментална болест. Нашето образование токму тоа, цело време компетиција. Не, пуштете ги децата, вие оценете ги. Имате годишна програма, има содржини. Државата побарала, детето мора да го совлада тоа, да совлада 3-5 работи во една година. Не може 30 работи да се усвојуваат. Со новата концепција тоа е тоа. Па не може да ви се снајде ни родител, ни дете да чита. Баш кај што никој не ги прашува децата, како бе ти со оваа програма, учиш ли нешто, разбираш ли нешто? Децата знаете што кажуваат? Јас сум глуп, ништо не разбирам. Моите деца со кои што јас разговарам, на кои што им помагам во некој свој... Еве јас ќе дадам еден пример. Вчера разговарав со на мојот чучко детето, 4-то оделение, ќе ги носат во собрание, посета на собрание, јас викам, вели не сакам да одам, зошто? Затоа што тоа не ме интересира, мене ме интересира
да игра фудбал. Мене ме интересира физичко. И јас велам што прави наставникот за да ова дете оди напред, можеби со спортот. Тоа го интересира. Мене ме интересира македонски јазик, да читам. Да. И во рете да не те интересира ти да одиш во собрание. Мислам, во рете треба да се прашаат децата што е тоа што нив ги интересира понатаму, во кои имаат радост. Така, да. Знаете, согласно програмата имам и работи кои што можеби и јас нема да ги сакам, нели како наставник, нема да ги сакам ни сите 20-30 деца. Меѓутоа, она што ви кажав за запознавањето, кога наставникот ќе каже, јас знам дека, знаете, се е во начин на кажување, па да не се чувствува детето повредено, ќе знаеш што, јас знам дека тебе тоа не те интересира толку многу. Ајде да поминеме да видиме, а после ќе правиме тоа што тебе те интересира. Ај па да се собереме колку деца сакаат да играат фудбал, па ајде да се собереме после тоа да направиме. Се е тоа некаков си баланс. Според мене, јас сметам дека секој едно дете знае точно што го интересира и во што сака да се насмери понатаму, меѓутоа нели добриот наставник треба тоа да го затоа е тој таму. Затоа е тој таму, значи зашто велам јас дека улогата на наставникот е сега сосема друга. Значи денеска наставникот не е пренесувач на знаења, затоа што тоа било некогаш, кога немало книги, кога немало, нели, библиотеките биле, не знам, далечни за некого и тоа е тој што ќе ги пренесе информациите. Денеска на детето му треба инструктор, му треба некој кој што ќе прави насочување и водење низ целиот процес. И тој треба точно да знае, сега некој ќе ама тамо се по 30 деца. Да, затоа што оваа држава не сватила дека мора паралелките да бидат до 15-16 деца максимум, ако треба еден наставник да се посвети. Вие се уште имате еден наставник во Деленска, да речеме, малите што доаѓаат неподготвени, со никакви вештини од дома, не знае ни во тоалет да оди, мислам, јас сум била сведок на тоа, ниту знае да разговара, ниту знае да замолчи кога некој друг треба да него сите зборуваат по еден глас. Знаете ли каква е таа фрустрација за наставникот? Значи, мора да се знае што учат децата до 7 години дома. Значи, секој родител тоа треба, ама треба училиштето да биде тука да им помогне, пред да дојде во училиште, вие треба, значи, нели, ние сме училиште, ќе речеме на родител. Ако вашето дете сакате да го запишете во нашето училиште, ве молиме, обрнете внимание, дали уме само да оди во тоалет, дали знае да праша, дали кога нешто не се чувствува добро е слободен да знае кому треба да се обрати. Јас денеска не се чувствувам, значи да мора да ги вербализира и да разговара за се она што детето нели чувствува, затоа што сите деца се различни, а секој за себе е бисер, јас така викам, само треба да го откриеме. Колку гледате во идните генерации оптимизам со кој што ќе ги променат работите на подобро? Од нас зависи, Викторија. Само од нас зависи. Колку ние возрастните ќе им дадеме шанса да тие самите прво се препознаат за што се добри и да веруваме во нив дека се добри и да ги охрабруваме, да им помагаме, да ги разбираме, да ги прашуваме, нели, да ги сослушуваме и не по секоја цена јас тебе денеска ќе ти поставам прашање, односно ќе ти го дадам тестот, па ќе го чувам 2 недели, па кога ќе ти го дадам дека си добил 3 или не знам што, не ти да објаснувам, само ќе ти го фрлам текстот, детето не знае, добил 3, па ќе се буни, ама кога ќе му објасните, ти денеска доби 3 заради тоа. Ова ти се добри прашања, овдека си одговорил убаво, на ова да обрнеш внимание, ајде следниот пат ќе видиме. Тоа е целиот процес. И нашите деца, ако ние почнеме на подруг начин да ги третираме, вистински да ги третираме дека ни се многу важни во оваа држава, и дека треба да ни бидат сите подеднакво важни, не на овој што е, не е она дете чие сине или ќерка и така натаму, туку да бидеме правдолюбиви и да ја сватиме одговорноста за која што постојано зборувам, ние треба да бидеме свесни многу дека еден наставник на вистина е многу одговорен за чувствата на детето денес, за неговата иднина, дали ќе сака да оди таму или вамо, дали ќе сака да биде, нели, добар математичар или ако му рекла наставничката ти си не те бива за ова, нема да се занимаваш, знаете, затоа што така лесно се кажуваат нештата. Па мене ми викаше мојата професорка Георги Димитров дека од мене нема да биде наставник. Зошто? Зашто ја не сум знаела математика. Ама ете виде, мислам дека испаднав добар наставник, затоа што многу мои ученици отидоа со студенти како професори по историја. Така да мислам дека ние оставаме голем трак на детските души. Сето дека тоа не го свестиме,
Јас знаев често пати да кажам на моите наставници кога бев директор, кога ми викам, бидете наставник таков, каков што вие лично би посакале вашето дете да има. Знаете, тоа е многу моќна реченица. И ако постојано сум ги подсетувала, значи биди према детето таков учител каков што ти сакаш да имаш за твоето дете. Таа емпатија ја немаме, одговорноста ја немаме, за жал преголемите барања од системот за наставниците, а не наоружани наставниците со дополнителни алатки како техники, методи, не е дополнително вложено во нив, затоа што државата никогаш не дава пари. Затоа државата, ако ке нас плаќаат вика по едно дете $900, во Словенија $9.000 по дете. Значи трошокот на државата е тамо инвестира 9.000, ама тоа што значи? Дека наставникот ќе биде обучен континуирано, ќе ги следи новите трендови, па како да оценува, па како да објаснува, па како да инструира, како, значи се тоа како на наставниците тоа им треба. И сега вие не им давате, а имате барања толку многу од нив. И какви ќе бидат наставниците? Фрустрирани. Ако се тие фрустрирани доаѓаат несреќни на работа, какви деца ќе имаме во делени? Несреќни, незадоволни. И целата тој круг и циклус на несреќни деца не доведе до несреќна нација. Нели сме една од најнесреќните нации. Па нас тоа не ни е сигнал. Се уште не ни е сигнал. Во Индија тоа го прочитале, дека децата се несреќни, дека населението им е несреќно и почнале со програми за среќа во Индија уште од основно образование. Ние го прочитавме и продолживме исто. Не ни читаме. Или можеби не го забележавме. Не читаме и не се преиспитуваме. Знаете што најтешко не е да се прави. Знаете како, јас мислам за секој човек за да биде свесен и во својата професија, која треба да се прави добро. Дали ја ова го направив добро? Дали јас можев да бидам денес на часот подобра? Тие прашања или прашањата до моите ученици, ученици, што ви се допаѓа на мојот час, што мислите дека треба да правам, дали мојата комуникација, дали ве повредувам кога јас правам. Значи, кога ние не ги прашуваме децата, не за да не повредат, него за да си добијам фидбек, за да јас се подобрам, не можеме да бидеме подобри. Така е исто со целиот систем. Ако сака државата, може тоа многу лесно да го открие на онлайн, добри прашања, ќе направат анализи, сега не знам колку време ќе им треба за анализа, али мислам дека треба да учиме од подобрите од нас. Многу ќе се радувам ако сето ова кое што вие имате да го кажете и кое што имате да го пренесете и дадете допре онаму каде што првично треба да допре и да го слушнат и конечно да почнеме веќе да одиме по некоја друга насока во однос на образованието. Господја Нада, многу ви благодарам за тоа што секогаш сте на страната на овие теми, на овие важни општествени теми, што секогаш со радост прифаќате да говорите токму за овие состојби во образованието. Ви благодарам за овој разговор и се надевам дека ќе останете така гласна, ќе останете борец во сето ова кое што го говорите и кое што секако го правите и сте го правеле. Мене наставничката професија ми е во душата. Јас навистина ја сакам својата професија, ги сакам децата, затоа што ја ценам одговорноста што сите ние имаме кога сме долу во училницата меѓу нив и што све треба да направиме за да бидат среќни, а не како денес. И ви благодарам на вас навистина што и вие ја погодувате вистинската тема. Многу ви благодарам. Мој став со госпоѓа Нада Молеровиќ, долгогодишен учител, професор, директор и секако мотивацијски тренер и тренер за личен раст и развој. Почитувани гледачи, се надевам дека со ова интервју отворивме доста убави, содржајни прашања кои што верувам дека ќе го задржат вашето внимание. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за една седмица од сега.